За вашето утрешно мени, како главно јадење ви предлагаме да подготвите кременадли во тесто. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи. 1 кг свинска кременадла без коска, 1 пакување лиснато тесто, 200 г свежи колбаси, 2 гранчиња рузмарин, 100 г трапист, 2 лажици сен, 2 јајца, Макдонос, 1 лажица зачин К+, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 100 минути. На кременадлата ги отстрануваме мрсните делови. Месото го посолуваме. Го наросуваме со мелен црн пипер од сите страни. Потоа ја ставаме кременадлата во тава за печење. Во тавата налеваме 200 мл вода и попрскуваме со масло. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 40 минути на температура од 200 степени. Макдоносот ситно го сечкаме. Го ставаме во длабок сад. На покрупната страна од рендето во садот го рендаме трапистот. Потоа во садот го додаваме сенфо. Нарасуваме зачин К+. Ги кинеме цревата од колбасите, а смесата ја додаваме во длабокиот сад. Едно јајце кршиме и го додаваме во садот. Второто јајце го кршиме, белката ја додаваме во садот, а жолчката ја оставаме во сад настрана. Потоа ги кинеме листовите рузмарин од гранките и ги додаваме во садот. Зачинуваме со мелен црн пипер. Посолуваме. Мешаме со лажица. Тавата за печење ја вадиме од ревна. На набрашната работна маса го ставаме првото парче лиснато тесто. Од второто парче лиснато тесто пак одсекуваме една лента. Потоа второто парче лиснато тесто го ставаме врз првото. Со сукалка разлекуваме кора. Врз кората го нанесуваме филот. На средината ја ставаме печената кременадла. Ја свиткуваме кременадлата во кората. Тавата за печење ја попрскуваме со масло. Потоа ја ставаме кременадлата во тесто во тавата. Од преостанатата лента лиснато тесто на набрашната работна маса со сукалка разлекуваме кора. Жолчката ја матиме со вилушка. Кората лиснато тесто ја сечеме на тенки догнавести ленти. Лентите во форма на тараби ги ставаме врз кременадлата во тесто. Со четка ја премачкуваме со изматена жолчка и наросуваме сусам. Потоа ја ставаме тавата во ревна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. Ја вадиме тавата од ревна. Кременадлата во тесто ја сечкаме на парчиња. Парчињата скалесто ги редиме на чинија за сервирање. Од двете страни на чинијата украсуваме со гранчиња целер и по една ротквичка засечена во форма на цвет. На преостанатите два краја на чинијата украсуваме со гранчиња копар.
Za podgotovka na ova jadenje nam ni bea potrebni 100 minuti. So ova jadenje vi predlagame da se napijete kvalitetno suvo crveno vino od sortata na grozje Vranec so temnorubin crvena boja i aroma na suvi slivi, kapini i ribizli. Se služi na temperaturu od 16 do 18 stepeni.